Почитувана колешке, знаете колку ве почитувам и навистина се чудам, уствари не се чудам, бидејќи вие и претходно се ставате во одбрана на нешто што не се брани, мислам дека повеќе од што морате, тоа го правите и на вашата комисија, каде што министерката за добро владење од вашата партија ви укажува дека тој кандидат не смее да биде избран за уставен судија, вие упорно го туркате да биде избран за уставен судија и не знам кого го убедувате, дали сами или себе или сите нас, не знам. Но јас уште еднаш ќе зборувам околу амандманот. Вие ништо не кажавте за амандманот на господинот Трајанов, каде што вели од кој најмалку во точка 3 на овој став, од кој најмалку 3 години во областа на енергетиката. И вашата реплика завршивте со зборовите, можеби ќе биде најдобриот енергетичар. Ако е така, зашто да не стои ова? Ако ја не се сомневам и уште нешто, ја не се сомневам во способноста, стручноста на вработените во Агенцијата за енергетика. Ако има таму толку стручни и способни, зашто и од таму не биде, но зашто во Агенција за енергетика да не стои најмалку 3 години искуство во енергетика? Во најмала рака ова ми дава причина да се сомневам. Ме разбирате? И уште нешто. Гледаме каква е одговорноста на владата. Јас не се сомневам во вработените, уште еднаш ќе спомнам. Јас имам доволно аргументи за да се сомневам во честноста на намерите на министерот, заменикот министер, премиерот. Бидејќи тие прават дерогирање на системот со вакви кадри, како оваа професорка од Крива Паланка, која назначија за член на надзорен одбор во Електрани на Македонија при ваква криза енергетска. При толку средства што се трошат од буџетот на Република Македонија. 240 милиони евра од минатата година од буџетот на државата се префрлени на електрани за да можат вакви кадри да земаат баснословни паушали. Ова и јас и вие и сите овде ќе се сложите вакви кадри како професоркава по македонски, ќе сврши работа во енергетика голема. Ама така ќе биде и со овој директоров. И затоа институциите во моментов, граѓаните немаат никаква доверба во институциите, во системот. Затоа се иселуваат, она што го кажа колегата Трајанов. Образовани, едуцирани, млади кадри, способни, со елан за работа, со мотив, кога ќе видат сега кого ќе го наместите вие за директор и кој треба да ги води и кој треба да ги вработува, да му прави интервјуа, веќе си заминат. Нема да останат овде. Ќе си заминат. Затоа, да не си ја навредуваме интелигенцијата, вие многу добро знаете кој и како ќе биде поставен за директор и зошто не се прифаќа овој амандман и зошто се менува законот. Овде ќе биде поставен некој што нема врска со енергетика, бидејќи ако имал врска со енергетика, нема да пречи да има 3 години искуство во енергетиката. Ви благодарам.